Митлата во сопствените дворови не ги смете старите кадри во владеачката партија. Наместо новата енергија која помпезно се најавуваше, состанокот на високите партиски органи на СДСМ заврши со изборот на старите подпредседатели Спасовски, Манчевски и Зекири како нови. Единствено Шилегов и Ременски беа збришани од списокот на Заев како најблиски соработници во партијата. Во највисокиот партиски круг на Бихајчка, од синоќа на нивно место се поставени министерката за труд Мила Царовски и пиар експертот Коста Петров. Дел од овие луѓе се функционери во нашите органи. Во партијата кои што ги спомнавте, продолжува да бидат составен дел на нашите органи на функционирање, централниот и извршниот одбор на високите органи на партијата. Со господинот Сабло Удрако имаме одлична соработка, тој е потпредседател на владата. Соработката со ДУИ на највисоко ниво, имаме стекнато голема доверба, но секако имаме и луѓе во партиите кои што се различни. И секако без разлика на добрите коалицијски односи, без разлика на значајните заеднички ресурси на посветеност на имплементирање на владина програма, исполнување на нашите стратешки цели, како што интеграцијата и слично. Секој пат без предрасуди знаеме да ги коментираме слабостите на било кој од представниците на политичките партии во коалицијата. Предлог за нов чувар на државната каса ќе биде Нина Ангеловска, собственик на Групер. Од сега таа ќе ги држи во раце народните пари. Социјалдемократите од синоќ имаат и нов кандидат за заменик министер за образование, Елизабета Наумовска. Промена ќе има и во ресорот економија, каде се заминува Кире Наумов, а на негово место доаѓа Кирил Колемишевски, заменик министер за политички систем. Заев и СДСМ го предлагаат Неџат Мехмедовик. Предлозите на премиерот денеска треба да стигне во собраниските архиви, а веќе за вторник е закажана и собраниската седница на која се очекува да бидат избрани новите министерски имиња. По низата скандали која тресат власта, Заев вртоглаво ја губи поддршката во сопствените редови, брифираат извори за Алфа од партијата, па премиерот некогашните блиски соработници сега ги заменува со млади неискусни кадри, поставувајќи ги на важни државни позиции. Но дополнителен проблем за Заев и албанското гласачко тело од Куманово, кој му постави ултиматум од 1 месец да ја исполни нивната листа на барања, ветена за време на локалните избори. Во спротивност се закануваат со излегување од партијата. Разочараност од политиките и кадрите на владеачката партија има и во некогашните шарени револуционери кои ги полагаа надеждите во ветувањата на Заев за подобар живот за сите.